Добродојдовте во урбаните вести. Во продолжение следуваат настаните на денот. Општина Карпош со летување ги награди најдобрите ученици. Продолжува асфалтирањето на улиците во Стајковци. Се одржа младински надпревар по прва помош во организација на Црвен крст. Бензините поевтинуваат за 1,5, а дизелот за 2,5 денари. Општина Карпош со летување ги награди најдобрите 80 ученици од основните училишта во општината. Патувањето ќе се реализира од 13 до 19 јуни во кампот Скурас на Халкидики во Грција. Општина Карпош и оваа година ги наградува најдобрите ученици и спортисти од основните училишта на територијата на општината. Именно од својот буџет општина Карпош обезбеди наградно патување за 80 ученици. Најуспешните ученици и спортисти кои остварија извонредни резултати во рамки на спортската училишна лига во 4 спортови, и тоа кошарка, фудбал, ракомет и одбојка за девојчиња, заедно со најуспешните ученици првинци на генерација, ќе бидат дел од наградното патување, кое оваа година ќе се реализира од 13 до 19 јуни во Грција во кампот Скурас на полуостровот Халкидики. Од општината велат дека со ова наградно летно патување се поттикнуваат учениците да продолжат да остваруваат успеси во образованието и во спортот, со тоа што им се оддава признание за нивниот вложен труд, но од друга страна се мотивираат и останатите ученици да постигнуваат значајни успеси и резултати. Докаде е асфалтирањето на улиците во Стајковци? Ке дознаете подоцна во вестите. Со цел да се утврди безбедноста и сигурноста на градилиштата во општина Цинтар. Градоначалникот на општината Андреј Жерновски во придружба на градежен инспектор беше во увид на градежните активности на градилиштата, при што беа утврдени прекршувања на законот за градба. Градоначалникот на општина Цинтар Андреј Жерновски и надлежниот градежен инспектор од денеска започнаа со акција за посета на сите градилишта на територијата на општината, за да се констатира каква е нивната безбедност и сигурност, дали имаат заштитни мрежи и огради и дали е зафатена надворешна јавна површина со градежни материјали и шут. При контролата заедно со овластениот градежен инспектор на 3 градилишта информираат од општина Цинтар, градоначалникот Жерновски затекнал расфрлен градежен материјал за кој граѓаните се жалеле дека им оневозможува нормално движење по тротоарите. Луна корпорација Доел Скопје или Неа Доел Скопје не ги почитуваат законските одредби и на објектите кои ги градат на аголот на улица Орце Николов и Ѓорги Пулевски и ќе им бидат изречени казни во висина од 2000 евра. Кај Луна корпорација градилиштето е необезбедено, а кај двете фирми е забележливо зафаќање на јавна површина со градежни материјали. Казна од 2000 евра ќе има и за фирмата Адама Инвест Доел Скопје, која гради објект на аголот на улиците Партизански одреди и Рузвелтова, бидејќи на објектот нема табла на која според законот треба да стојат податоци за инвеститорот, изведувачот и за самата градба, соопштува општина Цинтар. Градоначалниците на град Скопје и општина Газибаба денеска направија увид во градежните активности за асфалтирање на улица 5 во Попово Мало во населеното место Стајковци во општина Газибаба. Оваа улица е дел од улиците кои се санираат од последиците од поплавата, која минатата година го зафати овој дел од градот. Продолжуваат градежните активности за асфалтирање на улиците кои беа оштетени од поплавата која минатата година го зафати Скопскиот регион. Во моментов се врши асфалтирање на краците на улицата 5 во Попово Мало во населеното место Стајковци во општина Газибаба, во соработка со јавното претпријатие Улици и патишта, а финансирано од градот Скопје. Градот минатата година на седница на Совет донесе одлука да го помогне асфалтирањето на оштетените улици со 2,5 милиони евра, од кои во вредност од 1 милион евра ќе бидат реконструирани улици преку јавното претпријатие Улици и патишта, додека пак останатиот дел ќе биде префрлен на општина Газибаба откако ќе биде завршен тендерот за избор на фирма која ќе го врши асфалтирањето на улиците. Покрај асфалтирање на овие улици се врши и реконструкција на водоводната мрежа. Моментално овде во Попово Мало во населеното место Стајковци работат улици и патишта на улица број 5. Во изминатиот месец завршени се уште 3 улици. Во овој период што измина очекуваме уште 3 до 4 улици да бидат завршени во овој дел
од Стајковци, па ќе фати малку и дел од Сингилич и со тоа ќе се заврши санацијата на улиците. Сакам исто така да потенцирам дека јавното предпријатие Водовод и канализација исто така направи реконструкција на водоводната мрежа на овие улици, бидејќи еднаш кој ќе се асфалтира, а после тоа доколку е стара мрежата, ќе има дефекти, па ќе треба да се раскопува, па да се санира. Секоја санација, знаете дека не е трајна и секогаш има последици по функционирањето на таа улица. За 10 до 15 дена се очекува овие улици да бидат асфалтирани и со тоа завршува обврската на градот за асфалтирање преку јавното предпријатие улици и патишта. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски истакна дека улици се асфалтираат уште на неколку локации во општината. Односно се асфалтира улица во должина од 2 километри во населеното место Инџиково, а во соработка со Македонија пат од следната недела ќе се асфалтира и во другите населени места, како Ченто, Камник, Сингилич, Болачани, Брњарци и една улица во Хиподром. Во моментот работиме уште на неколку локации. Дел од средствата ги обезбеди градот Скопје. Се работи на асфалтирање и на улица на потегот од црквата до некаде игралиштето во Инџиково во должина во некаде околу 2 километри. Исто така за овој проект средствата ги обезбеди градот Скопје. Да најавам дека набрзо ќе започнеме со асфалтирање на улици и во останатите населени места кои што беа зафатени со елементарната непогода, но и на согласно програмата за санација, реконструкција и асфалтирање на улици, ќе продолжиме со асфалтирање на улиците и во другите населени места. Очекуваме ова лето да имаме наистина голема активност во делот на подобрување на патната инфраструктура во сите овие населени места. Околу 200 луѓе беа вклучени во денешниот натпревар по прва помош, кој се реализираше во организација на Црвен крст и град Скопје. Натпреварот е со цел да се промовира важноста на првата помош, која доколку е правилна и навремена, спасува живот. Црвениот крст на град Скопје денеска го организираше 9-тиот натпревар по прва помош во категоријата подмладок за ученици од основните училишта во главниот град. На натпреварот учествуваа 15 екипи од 15 основни училишта во Скопје. Натпреварот се одржуваше на Средноводно, на локацијата Даре Бомбол. Во организацијата на градскиот натпревар по прва помош беа вклучени околу 200 луѓе, стручна служба, судии, манекени, водичи, шминкери, логистика и волонтери. Александра Ристовски од Црвениот крст на град Скопје истакна дека со овој настан се промовира важноста на првата помош, која доколку е навременна и правилна, може да спаси човечки животи. Црвениот крст на град Скопје традиционално го одбележува овој натпревар, кој што има за цел да ги награди, да ги уважи оние основци од градот Скопје, од територија каде што функционираат 5 општински организации, значи Карпош, Газибаба, Кисела вода, Чајри и Центар. Нивните екипи кои што учествуваа на општински натпревари, трите најдобри всушност се екипи кои што се пласираат за да дојдат на градски натпревар. Крајната цел не е само натпреварот, туку на младите луѓе да им ја всадиме љубовта кон првата помош, да објасниме колку е таа важна и колку во одредени моменти спасува живот. Кога се пристапува на една база каде што се случува некоја повреда, младите луѓе не знаат што се случува, туку тие сами треба да направат проценка и да знаат на кого по приоритет треба да му укажат прва помош. Дали е тоа на некој кој што има посекотина или е пак на некој кој што е во шок состојба или некој кој што веќе силно крвари и слично. Учениците, за да ги научат вештините на давање прва помош, имаат обука од 2 до 3 месеци, а покрај нив обука за прва помош имаат и работните организации, возачите, негователите и сите останати каде што познавањето од првата помош е неопходно. Црвениот крст не само со младите луѓе, туку секако работи и со работните организации, бидејќи постои закон за работни организации во кој што на секој 20 лица мора да постои едно лице кој што мора добро да ја познава првата помош. Потоа работиме и со возачи, работиме со сите оние негователи кои што работат во одредени домашни услови, мора да ја знаат првата помош. Од вечерва нови цени на горивата. Повеќе детали следуваат подоцна во вестите. Нацрта е песна е името под кое од денеска во наредните денови ќе се одвива неколкудневната поетско-ликовна колонија во градската библиотека Браќа Миладиновци. На колонијата учество ќе земат 10 академски сликари кои ќе создаваат дела од поезијата на 10 македонски поети.
Градската библиотека Браќа Миладиновци Скопје од денеска до 15 јуни ќе организира поетско-ликовна колонија Нацрта и песна со учество на 10 академски сликари од Македонија и од странство, кои ќе создаваат дела од поезијата на 10 македонски поети. На колонијата ќе учествуваат сликарите Драган Мијац Бриле и Јакша Чаласан од Црнагора, Мирослав Живковиќ од Србија, Роман Кисјов од Бугарија и Сергеј Андреевски, Емил Шулајковски, Илија Стојковски, Јасмина Трпевска, Александра Ацеска и Христина Маневска од Македонија. Сликарите кои ќе работат во просториите на библиотеката ќе бидат инспирирани од песните на Блаже Конески, Славко Јаневски, Ацо Шопов, Гане Тодоровски, Анте Поповски, Петре М. Андреевски, Љубен Ташковски, Петар Т. Бошковски, Јован Котески и Чедо Јакимовски. На почетокот на колонијата денеска напладне во библиотеката Браќа Миладиновци беше отворена изложба на цртежи од ученици од основни училишта од Скопје. Завршната свечаност ќе биде на 15 јуни во 20 часот со литературно читање, презентација на создадените дела и настап во живо на позната скопска музичка група во дворот на библиотеката. Државниот завод за статистика денеска објави дека е забележан пораст во бројот на домашни и странски туристи во Македонија. Најмногу туристи имало од Турција, Грција, Бугарија, Србија, азиските држави како и од Германија, Хрватска, Косово и Албанија. Бројот на туристите во април годинава во Македонија изнесува 68.047, а на ноќевања 140.081, што во однос на април лани е зголемување за 18,4%, односно за 18,6%, објави денеска Државниот завод за статистика. Бројот на домашните туристи во април годинава споредено со април лани е зголемен за 15,8%, а на странските за 19,6%. Кај домашните туристи има зголемување за 15% на бројот на ноќевања, а на странските туристи за 21%. Најмногу туристи имало од Турција, Грција, Бугарија, Србија, азиските држави како и од Германија, Хрватска, Косово, Албанија. Статистичките податоци покажуваат дека во периодот јануари-април годинава, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 10,7%, кај домашните туристи има зголемување за 9,4%, а кај странските за 11,4%. Во периодот јануари-април годинава, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 9,8%, при што кај домашните туристи има зголемување за 3,4%, а кај странските за 14,6%. Регулаторната комисија за енергетика одлучи да ги намали цените на горивата. Бензините ќе се продаваат за 1,5 динар поевтино, додека дизелот ќе поевтини за 2,5 динари. Бензините од Нокеска на полнок поевтинуваат за 1,5 динар, а цената на дизел горивата се намалува за 2,5 динари по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 6,52, односно 4,17%. Новата цена на Евросупер БС95 изнесува 62,5 динари, а на Евросупер БС98 64,5 динари за литар. Евродизелот ќе се продава за 48, додека екстра лисното масло за домакинство за 36,5 динари за литар. Како причина за намалувањето на малопродажните цени на нафтените деривати, од Регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 6,85% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,94% понискиот курс на доларот во однос на динарот. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека утре без струја ќе останат делови од Чаир и Шуто Оризари. Корисниците од улицата Че Гевара во општина Шуто Оризари утре од 9 до 14 часот ќе останат без напојување со електрична енергија.
Од 9 до 10 часот и 30 минути. Без струја ќе бидат и дел од корисниците од булеварот Македонско-Косовска бригада, дел од Топанско поле, бензинската на Мак Петрол во Топанско поле, како и дел од улицата Аугуст Цезарец во општина Чаир. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето закажани технички зафати во системот од страна на екипите на ИВН Македонија. И утре ќе се задржи стабилно и топло време. Во среда попладне повторно ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, локално и со поинтензивни процеси. Во продолжение, МТМ Метео. И уште една информација пред да се одјавиме. Дел од корисниците од високата зона од насилбата Кизалавода утре од 9 часот ќе останат без вода за пиење, а со намален притисок ќе биде цела населба. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во водоснабдувањето е уличен дефект и изведување на водоводен приклучок со пречник од 200 мм на улицата Христо Татарчев без број, кај новиот кружен тек во насилбата Кизалавода. Корисниците ќе бидат без вода се додека екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје не завршат со работата. Тоа беше и последната информација за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатен остаток од денот. Довидување.